Во Кочанско-Виничкиот регион и воопшто во Македонија засега нема директна опасност од можни заразни болести предизвикани од поплавите во Србија. Лекарите смируваат дека иако ситуацијата е критична, најзагрозени засега се областите кои беа најмногу погодени од водениот бран. Цревни болести, жолтица и кожни болести се на списокот на заболувања при вакви природни катастрофи. Во овој момент најважно е институциите во Србија да ги обезбедат сите неопходни услови за ситуацијата да не излезе од контрола, бидејќи со наближувањето на летото и покачувањето на температурите расте и ризикот од можни инфекциски заболувања како и тифус и хепатитис. Постои опасност од така наречените хидрични епидемии, предизвикани од користење неисправна вода загадена од фекалии. Сепак лекарите предупредуваат и на опасноста од мртвите животни од заразите кои тие ги шират. Српските медиуми објавија дека досега се пронајдени 140 тони лешеви од животни. Тие треба во најскоро време да се отстранат и да се направи дезинфекција и дератизација. Во спротивно ќе се појават глувци и други видови глодачи кои се потенцијален извор на болести. Општина Кочани годинава ќе спроведе редовно прскање против комарци, што ќе чини над 1 милион денари. Освен од земја ќе има и авионско прскање. Тендерот за набавка на услугата и хемиските препарати заврши минатиот месец, а засега се уште не се утврдени роковите кога ќе се спроведе прскањето.